50 денари за килограм откупен бел ориз и 25 денари за оризова арпа бараат оризопроизводителите. Во екот на жетвата на оризот, откупот не оди со планираната динамика. Главна кошница се сегашните откупни цени: 40 денари за бел ориз и 17 до 20 денари за оризова арпа. Со откупот на оризот ништо, слабо, цените е слабо. Ние со таа цена не може да обстанеме никој, не може да платиме ѓубрива, не може да платиме водно надомесек, ништо, нафта, речова нафта, ништо, никога, 35 денари, 36 денари. А за арпа? За арпа, нафта не може никој да земе, па исто и с 15-16 денари, шо е тоа? Која е минимална граница да биде рентабилна? Минимална граница да биде 25-30 со 60, со 50, дај 50 да не е испод 50. По која цена? Деца, не може да ви кажам, затоа што 50 динара може да биде добро, не е добро, ама таа е ипак. Минимална која би било минимална? Ипак таа. 50 денара? Да. Откупувачите објаснуваат зошто мораат откупот да го вршат по споменатата цена, што не одговара на оризопроизводителите. Цена што ја нудеме ние, што ја прифаќа пазарот, не одговара со производствената цена на производителите. Како и секоја година и ова тие бара 25 денара за арпа и 50 денара за белиот ориз. Со тие цени ние реално не можеме да искочиме на пазарот. А од друга страна, примерните производители не може да се покријат производствените трошоци. Затоа мислам дека треба да се преземат некои мерки поконкретни од владата, у делот на субвенционирањето. Во овој дел од македонскиот исток расположливи површини под ориз се 4800 хектари со просечен принос од 25.000 тони арпа. Од повеќе причини лани беа засејани 2900 хектари. Приносот изнесуваше 9700 тони. Незадоволството од неисполнетите ветувања на владините институции кон земјоделците иницираа оризот лани за да биде застапен на само 2400 хектари. Дали перманентното намалување на површините ќе биде запрено, се зависи од наредните чекори на надлежните, тврдат оризопроизводителите. Со вакво темпо, оваа земјоделска гранка, инаку препознатлив бренд на Кочанскиот регион, може во наредните години и потполно да згасне.